За колку проценти пораснала просечната плата, за толку ќе се намалат коефициентите за функционерите. И годинава нема да се зголемуваат платите на премиерот, министрите, пратениците, судиите, обвинителите, градоначалниците. Власта прво ќе ја чека пресметката на државна статистика. Оттаму утре ќе објават колку изнесува просечната нето плата за 2025-та. А според пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Стојановски, веднаш штом се познати бројките, ќе почнат да се работат законските измени. Секое друго решение е неуставно. Ние не сакаме да ја доведеме државата во ситуација да направиме закон кој што можеби е неуставен, потоа на Уставен суд тој закон да биде едноставно бутнат и потоа одлуките на Уставниот суд да мора да се почитуваат, како што дојдовме до тоа 78% покачување на платите. Така да одговорот на вашето прашање очекуваме можеби утре во парламентот да ги поднесеме тие пакет на 6 закони со кои што ќе треба да ги нивелираме функционерските плати и со кои што ќе гарантираат дека нема да има нивни раст. Во меѓувреме, законот на СДСМ за минималец од 600 евра влезе во собраниска процедура. Предлог измените допрва треба да ги поминат комисиските филтри. Планот на опозицијата е преку кратење на 2 ставки од буџетот да се пренаменат пари за повисока минимална плата, но и за субвенционирање на придонесите на приватните фирми. Нема повеќе оправдување дека нема пари, сите пратеници да дадат поддршка на законот и да гласат за 600 евра минимална плата. Без изговори, без калкулации. Време е да се укине луксузот на власта, а работниците да добијат плати какви што заслужуваат, велат од СДСМ. ВМРО-ДПМНЕ останува на својот став. Ние не бегаме од диалог за минималната плата, но решенијата мора да се носат институционално во економско-социјалниот совет со одржлив пристап што ја штити и економијата и буџетот. 600 евра минималец е барање на ССМ и поради тоа веќе се одржаа блокади на Собранието, Стопанската комора и владата. Синдикатите дадоа рок да се донесе одлука до крајот на месецот, а во спротивно најавија генерален штрајк во март. Мартин Арсов, Сител телевизија.